duhotna ovoj svet, duhotna ovoj svet, no prima me, duhotna Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, ako to naš nebesen, koji Gospod znal umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što da mu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe, da mu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe, rahmahandi laham bisti laham biradaj, rahmihandi lahmasihindi laham bilalaj, rahmastiham istihalajam biraham. Ako ljubov nemam, te saka me, Gospod Isuse Hriste, da zborujem na site čovečki jazici, pa duri i na angelski. Štom ljubov nemam? Ništo ne sum. Eto, to je suštinata. Kako da imaš ljubav? Kako da ostaneš vo ljubavta? Kako da se oblečeš vo ljubavta? Kako da se pretopiš, da se rodiš vo ljubavta? Kako da se sojediniš so ljubavta koja nikogaš neprestano tatko moj zboruje i deneska niz mene. Neka tvoj duh Isusov i dopre sите onije koji ga otvorat svojite srca. U ime to na Gospod Isus Hristos go vrzuvam satanat i negovite demoni. Vrsite onije koji slušaат. Ги odvrzuvam site onije koji slušaат. Od site demonski влияние, злидуси, магии и проклетства. Им забранувам да се вратат во името на Господ Исус Христос. Ако вие повикате Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе. Како да останам во љубовта? Се што е од Исус нека остане во ова предавање, се што не е од Исус надвор во името Исусово. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, за Твојот мир, за Твојата љубов, што ми даваш живот, здив и се, што ме научи да простувам, да се покајам, да ги љубам сите, да се покајам за гревовите на моите предци, што ме научи да му однесам вечера на непријателот мој, да ги благословувам оние што ме колнат, да ги љубам сите. Те сакам, Господи Исусе Христе, Божиот гнев и Божијата милост. Римјаните 9 глава од 19 стих читаме натаму. Божиот гнев и Божијата милост. Ние зборуваме за сооднос, на враќање на изгубениот однос на татко на небесата, татко наш кој си на небесата. И деца кои се на земјата, кои треба повторно да го воспостават тој однос, возлюбен однос, но ти секако ќе ми речеш, зошто тогаш уште не кори, зошто страдаат луѓето, зошто Господ дозволува зло. Ме праша еден денеска апостол, не знам што е, на плажа во Егејска Македонија. Зошто Господ дозволува зло? 1, 2, 3, 4, 5 секунди почекав да слезе, затоа што ви дава слободна волја. Тој не прави роботи, машини. Сатаната сака да ве врзе, да ве присили, да ве изнасили, како што вам, например, во Македонија. Вашите сатански политичари потпишуваат договори, ви го менуваат името без да ве праша. Тоа е сатанска стратегија. Бог ти дава право на избор. Ке те праша неколку пати пред да се случи тоа, степенот на твојата нељубов да биде наплатен. Но ти секако ќе ми речеш, зошто тогаш уште не кори, зошто дозволува гнев? Сега ме праша една сестра, Соманде, која беше кај нас, па пошто и пречеше тоа што веројатно
подучена во една друга деноминација, што не зборува против деноминацијата. Телесно читање на Библијата, зборувам за суштината, грешките во таа заедница. И штета е нејзиниот синод исто така во една друга заедница која е така малку во мамон. Малку е така. Видете, не можете да му служите на Бога и на мамона, или сте во Исус или не си. Тоа е целата суштина. И сега таа прашува зошто на таа и таа сестра и се случи тоа, се молеше, читаше Библија. Тоа е добро прашање. Еве го прашањето. Па веројатно зашто уште не е нешто доправено до крај. Затоа што тоа што го зборувавме во духот, дека доктринарните поуки за еднаш спасен, за секогаш спасен, по благодат сме спасени, само словото кои се половични и дека не треба ништо да правиш, дека едни Господ ги направи зли, другите лоши. Се погрешна поука и ти пиеш од отровна вода и прашање на момент кога ќе се материализира гревот. И пазете тврдоглавоста, луѓето пропаѓаат и не викаат кон Исус. Зошто тогаш уште не кори? Зошто таа стреста страда? Беше овде и се обидовме. Има еден дух на возгордеаност, фарисејско, садукејски, писмознански. Тие што седат на Мојсеевиот стол и го распна Исуса. Тоа е една деноминација која цитира, па се поделиле, па пак цитира, а немаат дух, немаат љубов. Ете, тоа е суштината. Ама човеку, кој си ти што така се спориш со Бога? Зошто? Треба да ја прифатиш, нека биде волјата твоја. Кога ќе ја прифатиш неговата волја, ќе дојдат ангели да ти служат. Ангели помагачи на овој век им давам одврзани раце да доаѓаат и да помагаат. Ако се спротивставуваш, тоа е како овде како зборував еднашка, ќе падне голем снег и ги свитка леските од дрвата. Тие што не се спротивставуваат ќе се исправат после. Тие што се спротивставиле се кршат. Тоа е целата суштина. Кој може да се спротивстави на неговата волја? Никој. Илија правеше вака, па му се случи тоа. Јона бегаше, па му се случи тоа истото. Ама човеку, кој си ти што така се спориш со Бога? Кој сум јас да го тревожам Бога? Има еден тој стих. Кога овој стих влезе пред многу години, уште пред да бидам исчекорен вака во Исуса. Знаете, кој си ти да се спориш? Одеднаш го разбираш тој момент на Татко на небесата кој создал се и деца на земјата. Кој си ти што се спориш со Бога? Зарем она што е ракотворно, ти си создаден, ќе му рече на својот мајстор, зошто ме направи вако, бе Господи? Ало, бе Господи, јави му се на телефон. Бе, зошто вака, бе Исусе? Чекај да ти кажа, бе, ти си грешка, бе, гледај што правиш, бе, зошто? Зарем тоа што е создадено, ќе му каже на својот мајстор, зошто си ме направил ваков? Ама Исус велеше нека биде твојата волја. И ние треба како Исус да постапуваме. Исус велеше чашата е горка. А тој знаеше што ќе му се случи. Но зарем да не ја исполнам волјата на Отецот? Дали ти ќе го речеш тоа, брате и пријателе, или си тераш по свое, си живееш по својата волја и мислиш дека си со Исус? Одиш во Исус, со Исус телесно. Одиш во некоја заедница, тоа не те прави христијанин. Заедништвото со Исус е духовно. Како да го направиш тоа? Па тоа треба да ве научат во црквите. Зарем она што е ракотворно ќе му рече на својот мајстор, зошто си ме направил така? Првен треба да го најдеш телефонскиот број на Исус Христос во твоето срце. И постојано да викаш, Исусе, ајде сега ти зборувај низ мене. Ајде денеска се што работам да биде за твоја слава. Ова се што имаме твое, Исусе, употреби ме за твоја слава. Покажи ми како да го решам спорот на работа таму со колегите, со деканите. Помогни ми со оваа колешка, помогни ми на Министерство за култура, помогни ми со владата, те молам да донесеш луѓе што нема да крадат. Во името на Господ Исус Христос, надвор од собранието, сатано, во името на Исус мораш да излезеш. Во името на Господ Исус Христос да дојдат водачи кои нема да крадат и да лажат и да го продаваат сопствениот народ, сатанска збирштина. Римјаните 9 глава 21 или пак грнчарот. Зарем не е господар над својата глина? Па од една иста смеса да направи еден сад за почесна, а друг за нечесна употреба. И сега тие мислат таа дилема за предодредено, затоа и прави еден сад за едно, друг за друго. Некои работи, такви работи. Дали си ти задоволен со тоа што имаш да јадеш, да пиеш, така пишува овде. Да прифатиш тоа, да бараш водство. Не се сите. Видете, ние имаме една заедница од 30 на луѓе.
Код сите тие само еден сведочеше пред камера. Сега за сега. Пазете што ви зборувам јас. Тој не изгледа дека е сад за почесна употреба. Има проблеми, има. Ама сепак, и сега ми вели, вчера ми се јавува, пак сака да сведочи. Пазете. Кој ќе ме признае јавно пред луѓето, вели Исус, и јас ќе го признам. Значи, еден сат е за почесна, друг е за нечесна, за секојдневна употреба. Зошто го споредува со свечените садови скинијата, кај што се извршувале обредите во Мојсеевиот храм. Што ако Бог, сакајки да го покаже гневот свој, да ја пројави својата моќ, со голема долготрпеливост трпел некои садови на гневот, приготвени за погибел. Никому не му завидувај пред да му го видиш крајот. Наплатата ќе дојде. Нема грешка за ситуацијата што ти се случува, за да го покаже богатството на својата слава над садовите на милосрдието. Вие треба да бидете садови на милосрдието, што тој однапред ги приготвил за слава. Како да издржиш во тоа? Да имаш трпение. Исусе, дај ми сила. Исусе, те љубам. Исусе, ти ќе ми помогнеш. Исусе, со тебе можам да направам се. Исусе, ти си мојот доктор, исцели ми грло, глава, очи, нозе, се. Предавам се во твојата докторска ординација. Значи, тој однапред ги приготвил за слава над нас кој не повика. Имаш повик не само од јудејците. Па јудејците го распна, Исуса ја завршија работата. Тие беа сад за свечена употреба и го распна Исуса. Видете кој сад е тоа. И денеска велат нема Исус. Така се вели во книгата на Осија, ќе го наречам мој народ, оној кој не беше мој народ, и возлюбена онаа што не беше возлюбена. Зборува за заедницата. И на она место каде што им беше речено, вие не сте мој народ, таму ќе бидат наречени синовите на живиот Бог. И тие сега овде се возгордеа, избран народ, ги проучуваат словата, мислат ќе им дадат живот вечен, а го распна Исуса. Не доаѓате кај мене, вели Исус. Како да дојдеш кај Исус, тоа е целата суштина. Да ја најдеш духовната патека. Па првим треба да паднеш на колена. Ничком долу. Татко мој небесен, погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев. За гревовите на моите предци од срце. Им простувам на сите. Исусе, дај ми сила да им простам. Кажи ми што не сум простил. Се покајувам. Никого не осудувам. Покажи ми. Ја прифаќам твојата волја. Помогни ми. Како да постапам сега? Дојди во моето срце. Исусе. И Исаија извака за Израел, кога израелевите синови би биле бројни како морскиот песок, само остатокот ќе биде спасен. Кој е тој остаток? Па тој што ќе остане во Исус. Тој што останува во Исус. Ако останете во моите слова, ако не бидете како овие мали деца, ако не се покаете. Слава ти, Господи Исусе Христе. Рахмахтахам билейрем бирадахам. Истихајам бихтим, алеим миндилахам, и рахмасихам билајам, истихајам бихтим, билахам бистирај, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ништо не сум. Зашто ќе го заврши делото и ќе реши по правда. Господ ќе го изврши во потполно словото на земјата. Јас знам тој стих. Јас сум првиот и последниот. Првиот и последниот. Алфа и омега. Се е од него и за него создадено. Почеток и крај. Тоа покажува дека се ќе заврши во Исус. Се почнало од него. Имаше таму еден псалм, кај што се вели дека е првороден пред да биде создаден светот. Пред се да биде создадено. Е роден Исус. И сега како Исус, кој е Исус, кој е таткото, кој е синот? И сега бркајте се вие. Дека се тие личности. Вие во главата сте личности. Личности има само на земја. Ние зборуваме за духовно заедништво, духовно присуство. Со телото сум одсутен. Исус вели, со духот сум со вас. И како што прорече Исаија,
Ако Господ Саваот не ни беше оставил потомство, ова често на Великден го кажуваат, потомство, што мислата не разбираат, ќе станевме како Содома и ќе заприлегавме на Гомора. Тие мислат телесно потомство. Да, потребно е за да дојде во состојба да го избере Исус. Он зборува за духовно потомство. Тоа потомство се Исус и Јован кои се спуштени, паднати, веројатно и Богородица, бидејќи не можела смртна жена да го донесе. Спуштени ангели кои знаат или не знаат. Ете, јас го праќам мојот ангел. Кај тебе зборува за Јован. Што да кажеме сега не зна божците кои не бараа праведност, добија праведност. Не бараа праведност, побара Македонесот. Дојди во Македонија и помогни ни. Македонесот кој го познаваше Исус, како го познаваше? Па тоа, ако земеме сега да истражуваме, да се занимаваме, но тој го повика, Господе, Исусе Христе. Тој рече, дојди во Македонија и помогни ми, по сонот на апостолот Павле, по тоа видение. Ние веднаш тргнавме. Израел кој тежнееше кон некаков закон за праведност, кон некаков закон, него достигна законот на правдата, законот на љубовта, да останеш во Исус, да се претопиш во Исус, да се понизиш пред Исус, да побараш прошка. Он да те води, он да зборува низ тебе. Праведноста доаѓа од верата. И тие велат по верата, само верата. Но верата без дела е мртва. Што е дело? Па дело е односот кон твојот ближен. Во заедницата, например, имаме 2-3 нетрпеливост. Еден не го сака другиот, овој други сега што да им кажам јас? Да го избркам едниот и другиот. Излезете од заедницата. Па не сте за тука. Ние зборуваме за сотрудници чии имиња се во книгата на животот. Ако не си простите, молитвите нема да ви бидат услишани. Пишано е. Те сакам, Господи Исусе Христе. Батеријата е при крај. Зашто? Зошто него побара од вера. Од вера. Не поверува во Исус. Туку од делата на законот. Тие врше одредени дела и обреди и на Исус го обвинува Исуса. Овој сака да ни ги земе обредите. Се препнаа од каменот за сопнување на аголот. Тоа е Исус Христос. Како што е напишано, ете, полагам на Сион камен за сопнување и карпа за соблазна и секој кој верува во него. Кој верува во него. Нема да се посрами. Да го разбереш само тоа што значи да веруваш во него. Во кого? Во Исус. Па тоа значи едноставно да се препуштиш. Он да те обликува, учи, води, да ти покаже како да ги љубиш сите. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Те љубиме Исусе. Ако љубов немам, немам дух, го немам Исуса. Како да дојдам до љубовта? Како? А првен да почнеш да љубиш кого? Па блиските во семејството. Да им простиш на сите. Како? Па Исусе помогни ми. Ете, тоа е чекорење. Исусе помогни ми да му простам. Тој те колнет и му викаш јас те љубам. Имам случај. И потоа станавме пријатели. И потоа го прими Исус, потоа се исповеда. И да бидеш упорен, и тој ќе те употреби. Каде стигнавме? Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, праведно што доаѓа од верата. И тие мислат вера. Ама што вера? Тој нема вера. Каква вера е таа ако не го љубиш братот свој? Дали преместуваш планини? Стани, планино зло, што си се нафрлил врз Македонија, стани и фрли се во морето во името на Господ Исус Христос. Бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе. Излези од собранието. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз собраниската зграда. Промена на име, двојазичност, дрога, криминал, проституција, подлизурковски, сатански организации надвор од Македонија во името на Господ Исус Христос. Израел тежнееше кон некаков закон за праведност. Не го достигна законот на правдата. Зашто не го побара од вера, туку од делата на законот. Тие си вршеа обреди. Се препна од каменот за сопнување. Како што е напишано, ете, полагам на Сион камен за сопнување, карпа за соблазна. Секој кој верува во него нема да се посрами. Како да веруваш? Како да поверуваш, што е суштината? Па да му се предадеш, да исчекориш. Луѓето седат во една ситуација, со години не исчекоруваат. Болест, болка, страдање, емотивно, не знам што.
Ние зборуваме за духовно движење. Тие одат телесно за Исус. Не можеш да одиш телесно. Влага во црква, излегува, пее песнички, пали, рипа, скока, не знам што прави, вапца, јајца. Трча околу црквата како маратонците го трчаат последниот круг. Умира на тенане, на рати. Браќа, желбата на моето срце, вистина е ова, и на мојата молитва кон Бога е Израел да се спаси. Израел е првата заедница. Заедницата која имаше долги врски со Исус, со семокниот Бог. Јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не според сознанието. Пазете, тие зборуваат од телесен момент. Апостол Павле мислеше дека работи за Бога, ги гонеше христијаните. Мнозина мислат дека работат за Бога. И тие мислат за обреди, ти си прават обреди. И нивната суштина се обредите. Тоа е вавилонство. Тоа е античка Македонија. Тоа се женските божества и сите тие други таму што ги славеле. Синови на некој. Зашто не знаејќи за Божјата праведност. Не знаеш за Божјата праведност, тежнејќи да воспостават своја собствена праведност. Ете, тоа е суштината. Не судете. Тие не и се подредија на Божјата праведност. Треба да се подредиш на Божјата праведност. На Божјата праведност. Разбирате? Бидејќи крајната цел на законот е Христос. За да биде оправдан секој што во него верува. Ама верува значи верата без дела, да имаш дела на љубовта. Што значи тоа? Па непријателот кога ќе дојде, да го гушнеш, да го бакнеш, да му ги изнеш нозете, да му однесеш вечера, за почеток. Или кој ќе почне некој да вика, ти одмah се дереш, сакаш да го исклучиш од заедницата. Ние имаме луѓе кои не се утврдени. Кликнал на ова, направил тоа на Facebook. Имаме еден интересен случај. Постојано гледа, овој направил она. А ти постојано ги критикуваш другите. А ти што направи? Што направи ти за Исус, човеку? Ти работиш за светот 99%, 1%. Дали работиш за Исуса? Тоа е целата суштина. Дали остави се земно и врвиш по него? Ние зборуваме за едно тело. Едно тело, разбирате ли вие? Еден дух со него. Не се тоа личности. Светиот дух е ова, па Светиот дух, па Исус. Тоа е едно тело, тоа е духовно заедништво, духовно присуство, духовно заедништво. Вие сте телото Христово, ако сте, а поделно членови. 1 Коринтијаните 12:27. Дали ние се доживуваме така во заедниците? Добро прашање. Зошто нема доволно љубов, зашто го немате духот, го немате Исус, ни дава мала група сотрудници да се учиме на заедништво и на единство, да се љубиме еден со друг. И ние гледаме дека нема доволно љубов. Они се љубат само самите себе. Доволно, велам, треба да се прелева љубовта. Да бидеме заедно во Исус, ќе ве познаат дека сте мои ученици. Не мои, на Исуса и на Отецот. Ако се љубите, ако не бидете како мали деца, ако не се покаете, ако останете во моите слова, да бидеме заедно во Исус, во неговата љубов, која никогаш не престанува. Ако га страда еден дел, која никогаш не престанува. Ако га страда еден дел, тогаш страдаат сите делови. 1 Коринтијаните 12:26. Дали е така? Прашај се ти. Прашај се. Дали ние имаме сомилост за сотрудникот? Дали го љубиме како и себе си? Дали на вистина не само на лице и со срцето, со сето срце, со сиот разум, со сета своја душа, го љубиме ближниот како и самите себе си? Дали одиме да плачеме со оние што плачаат? Добро прашање. Или одиме само кај оние што се радуваат? Да се напиеме нешто? Да се издуваме? Дали го вадиме мечот на духот и се молиме, духовно се бориме за себе, за целото тело, или мрмориме, осудуваме, ја гледаме раската во окото на другиот, кој што направил кого да исклучам од заедницата? Заедницата не е моја, на Исуса Христа. Кога тој ќе ми каже, кога ќе се соберете вие и мојот дух, ќе го предадете на сатаната. Па затоа што ќе видиме дека не функционира. Кога ќе се согласиме сите, кога страда еден дел, страдаат сите.
Ако не се грижиш за другиот, ти си вон телото. И страдаш, умираш. Изваден дел, еве ви слика од човечко тело. Брзо умира. Така е во духовниот закон. И кога се слави еден од деловите, тогаш со него се радуваат сите делови. 1 Коринтијаните 12:26. Радоста е во телото духовно во Исус. Зашто преку еден дух сме крстени. Пазете, сите во едно тело. 1 Коринтијаните 12:3. Така треба да биде. Ако ќе појдеш во заедниците, гледаш дека нема дух, кога излегов од една заедница, кога молев Исус да ми даде служба, која не сакаше да се промени. Требаше да му помогнам на водачот, но тој не слушаше никого друг, заради чувствени блокади од семејството и врските меѓу неговите родители, кои оставиле трага. И тука сатаната наоѓаше слабост. Знаете, дадена ни е Исусова заедница. Јас потоа гледам дека во заедниците нема љубов, нема дух. Дадена ни е Исусова заедница да научиме да бидеме еден дух, едно тело со него, да научиме да се љубиме како и самите себе, едни со други, како делови на Исусовото тело. Еве стих, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме членови, односно делови еден на друг, во друг препев, Ефесијаните 4:25. Тоа е тоа заедништво кое треба да го научиме. Членови во духовно сотрудништво еден со друг. Значи, сестра која беше кајна заради незиниот син, заради врските со одредена деноминација која зборував дека има погрешни доктрини, ја напушти заедницата и сега, кога ќе ја видам, не е баш во добра состојба, се прашува зошто таа другата сестра е болна, читаше, правеше. Па затоа што поуката е погрешна. Не е завршена работата. Со Исус не се оди телесно и со умот, со срцето и во духот. Подразбира водство. Еве поука, еден спрема друг. Ако ти е буден духот, не ги разликуваш духовите, ќе пропаднеш. Пиеш од погрешна затруена вода. Еден спрема друг бидете добри, сочувствителни, проштевајки си еден на друг. Исусе, помогни ми да му простам на овој, како што и Бог, Отецот, Таткото, ви прости вам во Исуса Христа. Ефесијаните 4:32. Ако вие им ги простите гревовите, долговите, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец небесен. Ако вие не им ги простите долговите и барате тој да ви ги прости. Кој си ти што се спориш со Бога? Тој е онај текст кој кога го прв пат го прочитав пред 20 на години се затресов. Еден со друг, простување, сомилост, сочувство, љубов, ако љубов немам, ништо не сум. Ете ја тесната духовна патека што води кон животот. И еве уште една поука, упатство. Покорувајте му се еден на друг во страв Божји. Ефесијаните 5:21. Па Исус ве гледа, тој е се присутен, тој е со телото одсутен, со духот е меѓу вас. Не заборавајте дека сме едно тело, делови еден на друг. И кога страда еден дел, страдаат сите. Ако ова го запомним, 1 Коринтијаните 12:26, ќе исчекориме во Исусовата љубов. Еве стихови, зашто никој никогаш не го намразил своето тело, туку го храни. Телесно и духовно го стоплува. Јас додавам, грее, гушка прегрнува, како и Господ Отецот, што ја прегрнува црквата, која е негова, бидејќи ние сме членови на неговото тело, од неговата плот и коските негови. Од неговата плот и коските негови. Духовно, Ефесијаните 5:29-31. Апостолите, пак ќе дојдеме, ова прошлиот пат го зборувавме, одеа кон Исус, за Исус, по Исус, и се разбега. Како одеа? Телесно. Нема дух, потоа се собраа. Телесно не можеш ништо да правиш. Не се оди со Исус телесно. Телото е слабо. Духот е силен и бодар. Кога примија дух се собраа на едно место, тогаш почнаа да сведочат. Значи, црквата не е зграда. Ракотворен храм, камен на камен не ќе остане. Се сеќавате што рече Исус?
od tije gradbi. On ne žive tamo во црквата. Га ми рече еден од ова другава деноминација. Во црквата бил духот, во зградата. Да, во Соломоновиот храм беше. Порано. Имаше зошто е тоа така. Туку црквата не е зграда ракотворен храм, он не живее таму. Црквата е сотрудништво и заедништво, значи да работиш во дух и вистина. Сотрудништво и заедништво во дух и вистина во Исус, изградено во срцето, во срцата, од љубов која е вечна, Татко Небесен која е љубов и никогаш не престанува. Пазете, тоа е таа духовна врска. Ма човеку, кој си ти што се спориш со Бога? Кој си ти? Што мислиш дека си? Јадеш од дрвото на познанието, накркал, си се накркал, си се прејал и умираш на тенане, на рати. Тврдокорно срце, тврдо срце, празна вера, празна благодат. Напразно поверувал. Извршуваш некои обреди кои немаат врска во тело. И ќе се разбегаш при првата прилика и потоа ќе биде по волјата негова, како што е запишано овде, плач и крцкање со заби, поминуваш низ огнено езеро, првата и втората смрт. Исусе, те сакам, Исус ја победи смртта. Се што не е од Исус, надвор од секого кој ќе каже, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Допрете се каде што ве боли. Господи Исусе Христе, во Твоето вечно и свето име согласни сме и барам исцелување на овој човек, кој сега ќе каже, Исусе, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите. Никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Се што не е од Исус да излезе од мојово тело, секоја болка надвор во името на Господ Исус Христос. Газам на змија и на скорпија, лав и змеј убивам и ништо нема да ми напакости. Го врзувам сатанат и неговите демони. Се одврзувам од секако сатанско влијание. Крвта Исусова е врз мене. Исус напред ни е по него. Бегај од нас, сатано, и не враќај се по него. По мене, во името на Господ Исус Христос. Бегај од нас, сатано, и не враќај се повеќе. Крвта Исусова е во нас, љубовта Исусова во нас, мирот Исусов во нас, силата Исусова во нас. Исусе и само Исусе, за секогаш Исус, насекаде Исус, за навек Исус. Ајде Исусе, одлетав, те сакаме Исусе, рахма халарам бирарахам дистиреј. Исусе и само Исусе, ако љубов немам, ништо не сум. Љубов е Исус во моето срце. Амин, амин и амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет, го примаме духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби Таткото кој го спознал умот Господов, за да го објасни, а ние имаме мудрост Христова, го примивме духот на Отецот